Почитувани, добро вечер. Вечерва на јавниот сервис ги анализираме економските политики. Ке разговараме за тоа што треба да се направи за да се подигне животниот стандард и граѓаните да живеат поквалитетно. Како да се запре иселувањето на младите, но и како земјава да добие поквалитетна инфраструктура во услови на потфрлање кај капиталните инвестиции. Ќе го отвориме и прашањето за владината реконструкција, како и обвинувањата за конфликт на интереси. Наш гостин е вице-премиерот за економски прашања, господинот Кочо Андјушев. Андјушев, добро вечер и добро дојдовте во студиото на јавниот сервис. Добро вечер за вашите ценети гледачи и ви благодарам за поканата. По владината реконструкција, двоецот Андјушев Заев останува главен креатор на економските политики. Што за вас ова значи? По одврзани раце за да примените оно што го знаете или по голема одговорност? Па видете, јас не знам каква е перцепцијата, дали е тоа двоец, јас би рекол дека не е баш така, значи има повеќе министри во економските ресори. Значи економските ресори покрај транспорт и врски, земјоделие, понатаму Министерството за финансии, секако Министерството за економија и екологија, значи тоа се повеќе министерства. Се разбира, не може да станува во една влада збор само за двоец. Владата има повеќе чинители и повеќе министри, а да не зборуваме и за јавни предпријатија кои што се во делот на економијата. Меѓутоа јавноста ве прецепира како најисторени играчи. Така, да, точно е. Значи, јас ја имам таа функција да ги координирам економските ресори, иако ингеренциите се во делот на министрите, директорите и така натаму. Кај мене функцијата е повеќе координативна, за мене у принципи ништо не се промени. Јас останав на истата позиција на која што претходно бев и на која што и 2 години претходно работев. Со премиерот Заев имаме одлична соработка, значи имаме одлично разбирање за економските политики, исто разбирање што е многу важно за економските политики. Можам да кажам дека и со министерот Тевдовски имавме добра соработка, иако имавме можеби некои различни сваќања за одредени политики во делот. Јас бев повеќе насочен кон тоа дека треба да се оди кон јавниот, односно кон приватната иницијатива, значи реалната економија да биде таа која што треба да биде доминантна во едно демократско општество и можеби единствено имавме разлика во прагот на персоналниот данок, каде што јас инсистирав тој да биде повисок. Сите останати политики мислам дека не беа спорни и беа по прилика исти. Така да во тој дел би рекол само дека она што можам да го најавам е дека многу сериозна економска офанзива се спрема. Имаме доста планови, тие планови веќе се дел во реализација, меѓутоа еден дел ќе бидат пуштени во реализација од оваа есен и очекуваме да дадат значи еден сериозен импакт врз економското живење во нашата држава. Што се однесува до веќе постојните политики, тие веќе ги даваат првичните резултати и мислам дека бројките тоа несомнено го покажуваат. Ќе одиме во детали за она што ќе треба да го сработите во идниот период. Ќе се задржам малку на реконструкцијата, кога се говореше за метлата на премиерот Заев, патем речено уште чекаме кои директори ќе бидат сменити од функциите. Така, да. Во јавноста се шпекулираше можеби со вашето име. Стравувавте од метлата на премиерот Заев? Па, ако јас бидам искрен, апсолутно не. Значи, заради тоа што видите, да се биде во влада и чест. И е на некој начин, значи, практично една обврска да, доколку бидете поканети, отслужите малце за државата. Јас тоа така и го чувствувам. Се разбира, јас не се гледам и не се прецепирам себе си долгорочно како човек кој што ќе се занимава со политика или ќе биде дел од државните функции. Јас ќе си се вратам во фирмите и тоа е единствено место на кое што ќе се вратам, дали порано или покасно, тоа е прашање на кое што само премиерот може да одговори. Јас не се оптеретував апсолутно со таа работа, бидејќи лично како човек не гледам значи личен бенефит во делот на моето функционирање во владата, а од друга страна пак мислам дека има многу што да се направи и мислам дека со начинот на функционирање кој што го имам од функционирањето во приватниот сектор, доста се придонесе за некои работи да се разрешат во делот на реалната економија, од кои што зависат од владата. Од владата зависат многу политики, пред се економско политики, значи можеме да ги набројуваме сега, би кажал само некои, да речеме во овој период се разрешија проблемите со енергетиката, значи законот за енергетика, тоа беше едно прашање кое што долго време стоеше, се отворија нови процеси во
моментов тече тендер за фотоволтаици, процеси за инвестирање во ветерници, процеси во чебрени галиште, кои што сега веќе стануваат реални. Сето тоа го овозможи законот за енергетика, а тој пак да го донесете едно сериозно, како да кажеме, еден сериозен закон кој што тангира практично секој граѓанин во нашата држава, без разлика дали е тоа преку електричната енергија, нафтата и нафтените деривати или било кој друг енергенс. Би потсетил само на законот за финансиска поддршка, каде што направивме една сериозна политика или еден сериозен импакт во индустриализацијата на државата, што и дава резултат, бидејќи во моментов се градат некаде 30 фабрики во нашата држава, меѓутоа да не заборавиме и дека над 300 македонски компании се помогнати, што не беше случај претходно, и мислам дека тука направивме еден исчекор во тоа да направиме сериозна помош на економијата и таа веќе почнува да дава резултати. Се разбира, тоа не можеше да биде преку ноќ или да се види во првите 6 месеци или година дена, ама веќе еве после 2 години се гледаат резултатите. Имаме сериозен раст на индустријското производство, имаме сериозен раст на извозот, имаме сериозен раст комплетно, значи, на вработувањето во индустријата. Се запослија некаде околу 50.000 луѓе во овие 2 години. Од тие 50.000 луѓе, 48.000 се запослија во реалниот сектор и тоа во главно, значи, во индустријските сектори. И тоа кажува само дека тие политики дале некаков резултат. Ете, тоа е практично она што беше моја визија или моја идеја кога доаѓа во владата, да на некој начин економијата ја направиме реална, да ја направиме, значи, ориентирана према приватниот сектор, да ја направиме ориентирана према тие кои што ќе обезбедат, значи, долгорочна економија во нашата држава или долгорочна стабилност во економијата. Видете, ако вие како влада правите проекти со кои што ќе направите некаков брз раст на економијата. Например, ние како влада сега да земеме кредит од 500 милиона евра и да измислиме 3 проекта кои што ќе ги правиме. Тие проекти ќе завршат. Тие проекти, да, ќе направат импакт во економијата и ние ќе направиме виртуелно дека таа пораснала во некој период од следните година и пол. Меѓутоа, кога ќе завршат проектите, прашањето е дали тие проекти се физибилни, тие пари треба некој да ги врати и што после тоа? После тоа ќе имаме цело време покачување и паѓање на економијата. А додека ако економијата расте врз база на реалната економија, врз база, значи, на приватниот сектор, врз база на приватна иницијатива, таа е, значи, долгорочно стабилна, бидејќи тогаш е прво дисперзирана, значи на повеќе субјекти, не е државата таа која што го генерира, а од друга страна, значи, имате еден долгорочен раст на економијата, бидејќи сите тие компании во иднина се очекува да растат. Да, некои од нив ќе пропаднат можеби, меѓутоа најголемиот дел ќе растат. Но да бидеме реални, 4,1% раст во првиот квартал од годинава е солиден резултат, меѓутоа не е доволен за граѓаните позначително да го почувствуваат на животниот стандард. Видете, да, прави сте. Значи... Некој вели, за да ги стигнеме стапките и животниот стандард на земите членки од Европската унија, нашата економија треба да расте со 6, со 7. Така е. Такви стапки за Македонија се така е. Се уште незамисливи. Ајде да видиме од каде тргнав. Значи, пред 2 години и 2 месеца ние тргнавме од раст од минус 1,8%. И тоа е вистината. Значи, минус 1,8% беше растот во вториот квартал во 2017 година. До растот 4,1%, значи, апсолутната разлика не е 4,1%, него е повеќе од тоа. И се надевам дека таа ќе се оддржи, значи, како тренд и во следниот период. Можеби сега вториот квартал нема да биде со многу големи бројки, бидејќи имаше председателски избори и малце тука имаше застој. Меѓутоа, очекувам третиот, четвртиот квартал, односно на ниво на година 2019, да бидат бројките многу подобри од тие што беа проектирани, значи како раст на бруто домашниот производ. Токму на тоа укажа опозицијата, вели управата за јавни приходи собрала помалку пари од даноци, што според нив сугерира на намалена економска активност на компаниите. Очекувате пониска стапка на раст на бруто домашниот производ во вториот квартал? Очекувам раст можда помал од 4,1%, меѓутоа очекувам повторно раст поголем од она што беше предвидување. Но да почекаме да ги видиме бројките, да не шпекулираме со тие бројки. Она што сакам да го кажам е следното, дека дали граѓаните тоа го почувствувале? Па еве, ајде да го анализираме и тоа. Реално платата е порасната 6%, да речеме приближно минатата година. Тие 6% е просечен раст на платата
И сега, дали е тоа доволно? Ние можеме да зборуваме дали е динамиката доволно добра. Меѓутоа, дека има раст на платите, тоа е несомнено. Али паралелно на тоа се запослили и 50.000 луѓе нови. Па ако земете дека тие 50.000 луѓе, ако едно семејство е просечно 4 члено, што значи некои 200.000 луѓе осетиле некаков благодет во нивните семејства и плюс просечната плата пораснала 6%, што е повеќе од инфлацијата која што е нели ниска, практично животниот стандард расте. Дали ние преку ноќ можеме да направиме да нашата држава го достигне стандардот на Швајцарија и Германија, се разбира тоа е невозможно. Меѓутоа, ако продолжи овој раст, а јас очекувам да продолжи и првите месеци од 2019 година покажуваат дека продолжува, тогаш да, ние ќе почнеме да го фаќаме чекорот, кој што повторно нема да се случи за година, 2, 3, меѓутоа, нели, перспективата е да ни обезбедиме подобар живот за нашите граѓани тука во државата и перспективно, а не сега ние да покажеме овие 6 месеца или една година дека нешто се случува, а после тоа да направиме долгорочно проблеми. Сакам да ве подсетам само. Видете, тоа се случуваше во соседна Грција, без сега да анализирам други економии, би сакал да ви кажам дека Грција во периодот кога се задолжуваше, луѓето многу убаво живееја. Вие имате, значи, во Грција беше стандардот огромен, меѓутоа и, да речеме, пензиите достигна 1500 евра. Меѓутоа, откако државата се презадолжи и беше 130% задолжена од нивниот бруто домашен производ, после тоа мораа да прават мерки кои што денеска пензионерите во Грција зимаат по 200 евра или, да речеме, зимаат пензија исто како во нашата држава. Значи, тоа не смееме да го дозволиме. Значи, мораме да бидеме одговорни во политиките и за сметка и да бидеме критикувани дека нема некој раст кој што е генериран од државата, подобро е да направиме раст кој што ќе биде на долг рок одржлив и да не ги донесеме нашите деца, идните генерации или пак идните пензионери, пошто тие денеска што се активни и што работат, во иднина ќе бидат пензионери, да нема кој да исплати пензија, затоа што еден ден долговите ќе дојдат да се вратат. Факт е дека овие 2 години и 3 месеца државата го држи јавниот долг. Исто како што е факт дека претходните 5 до 6 години од 23% сме се задолжиле до 50% или државата земала некаде околу 3 милиарди евра, значи кредити, кои што треба еден ден да ги вратиме, тие кредити не се поклон, така во овој период јавниот долг се држи на под 50%, значи меѓу 48 и 50% варира. Претходно јавниот долг бил поголем, да. Меѓутоа тогаш ваш злонамерниците ќе вереше тогаш се градеше. Сега гледаме дека капиталните инвестиции има вице пример катастрофално потврдување. Под 14% за 5 месеци. Не е така. 58 милиони евра од 422. Ќе ви ги кажам новите бројки, само дозволете ми. Ајде да ги видиме сега бруто домашниот производ, вработувањето и растот на платите во тој период. Тоа е многу битно. Да речеме сега ние во 2 години и 2 месеца не сме се задолжиле, ама сме обезбедиле раст на платите 6% годишно, бруто домашен производ раст 4,1% у прв квартал, нели? Да не збориме дека првиот квартал визави првиот квартал минатата година 9,5% беа зголемени бруто инвестициите, рекорд во директни странски инвестиции од 624 милиона евра, што е над 700 милиона долара, како сакате мерете ги. Значи и сега, значи тоа е една споредба, а друга споредба е во целиот тој период кога сме се задолжиле 3 милиарди евра, колку е просечниот бруто раст? Меѓу 2 и 3%. Колку е просечниот раст на платите? Помало од 6%. Колку е бројот на вкупниот број на вработени? 170.000 во 10 години. Значи, меѓутоа, колку луѓе се во администрација од тие 170.000? Да не заборавиме дека администрацијата ни се дуплираше. Значи, тоа се луѓе кои што се ставени во државниот апарат, кои што негативно влијае на инфлаторните политики. Значи, видите, ние мораме во економијата, јас разбирам дека политиката е перцепција, дека ако вие преку медиумите цело време се обидувате да пласирате информации, дека тоа може би до народот доаѓа нели побрзо ако имате една интензивна медиумска кампања како што оваа влада ја нема. Но меѓутоа тие бројки се од финансии. Еве овие се бројките. Па да, еве овие ги кажам. Сега ќе дојдеме до капиталните инвестиции. Ја ви ги кажам прво големите бројки. Сега да дојдеме до капиталните инвестиции. Да, прави сте. Значи ако нешто може да и се забележи новаа влада, тоа се реализацијата на капиталните инвестиции во буџетот. Меѓутоа, тие капитални инвестиции во буџетот мислам дека не се неважни
Меѓутоа е единствен параметар кој што можеби е понегативен, ама не е толку значително влијателен. Зошто? Заради тоа што тие сите вкупно во државата се 400 милиона евра на годишно ниво. Па видете, вие само во јавното предпријатие за државни патишта имате на годишно ниво 250 милиона евра. Да не ви зборувам дека имате во Елем за автопатите, тие се надвор од буџет. Да не ви зборувам за Елем, за МЕПСО и така натаму. Но потврдувањето кај капиталните инвестиции значи дека некој министер не си ја завршил работата. Меѓу другото, да. Но во моментов бројката од вчерашната влада е веќе ви ја кажам, во моментов капиталните инвестиции веќе од 13% кога, како што вие кажувате на крајот од 5 месец, веќе значи заклучно со оваа недела тие се веќе 22%. Што значи има сериозен напредок бидејќи направивме работна група која што се занимава исклучително со капиталните инвестиции и веќе пазете во рамките на месец дена, непол месец дена, имаме сериозно зголемување од некаде 11-12% на реализација на капиталните инвестиции. Капиталните инвестиции во овој буџет се планирани на начин да тие отпочнат со тендерски постапки во почетокот на годината, значи не се тие капитални инвестиции кои што продолжуваат од минатата година. И сега кога ќе почнете со тендерска постапка, вие не можете да реализирате, бидејќи таа тече првите месеци во годината, се подпишуваат договорите некаде во средината на годината и се почнуваат со реализација при крајот, да речеме, во втората половина на годината. Од она што јас имам, верувајте, добар преглед на состојбата во капиталните инвестиции, можам да ви кажам дека очекувам нивно динамично реализирање во втората половина од годината и очекувам многу подобри бројки од минатата година. Но она што сакам... Детектирате ли каде е тесното грло? Да. Управо ова што ја кажам во планирањето на буџетот е тесното грло. Значи тесното грло е како сте го планирале буџетот. Ако сте го планирале буџетот се со нови проекти кои што треба допрва да бидат тендерирани, а вие согласно законот не можете да објавите тендер ако немате буџетски средства, во тој случај, значи во првите не постои тендерска постапка која што е пократка од 45 дена. Значи, вие ако сте го донеле буџетот, сте почнале на 15 јануари да тендерирате, 45 дена трае тендерот, додека се соберат понудите, додека се евалуира, додека се подпишат договорите, стигнавме ние до мај месец. Така, затоа, практично, и нема голема реализација на капиталните инвестиции во првата половина од годината. Она што можам да ви го кажам е дека најголем дел од проектите кои што се во капиталните инвестиции се на овој начин организирани и затоа очекувам во втората половина да бидат многу поинтензивно реализирани, а впрочем тоа и последниот месец ни го покажува. Еве, вие ја знаете последната бројка од 13,7%, јас ви кажувам дека последната бројка, значи од вчера, практично е над 21%. Што значи, сега, ако веќе во еден месец таа слика се подобрила за 10%, па не помалце од 80%. Значи не помалце онака како што бил просекот и сите години уназад. Споменавте дека автопатиштата не влегуваат. Така, не влегуваат. Зошто толку чекавте да го отворите делницата Милодиновци Штип? Видете, ние не чекавме да отвориме. Сведоци сме дека се возеше по тој автопат уште не отворен. Па владата го отвори уште месец дена до церемонијата. Не, значи ај сега да бидеме објективни. Автопатот Миладиновци Штип согласно подпишаниот договор требаше да биде готов мај 2017 година. Она што јас го слушам како критика, па тој бил направен, па ова влада, значи па никој не пречеше да биде направен до мај 2017 година. Оваа влада е од 1 јуни 2017 година. Меѓутоа јас не сакам да дадам политички призвук на тоа, секогаш ќе се држам до реалната економија. Вистината беше дека тој автопат беше реализиран на 1 јуни 2017 година некаде околу 55%. И финансиски и технички. Од тој момент требаше тој да се дозаврши. Тој автопат значи се гради 4,5 години, од кои значи во првите 2,5 години било направено некаде грубо да речеме околу 55% и после за 1,5 година се направија 45%. Значи ако ја земете динамиката, не беше таа успорена, таа беше убрзана. И ова се факти. Има градежни книги, има факти. Сега, дали ние тој автопат сакавме да го пуштиме со некоја голема помпа, морам да ви кажам, значи, ценевме дека е многу поважно
да автопатот се пушти отколку ние од тоа да правиме пиар. Повторно доаѓаме до прашањето дали сакаме да правиме перцепција и виртуелна реалност или сакаме да правиме реалност. Значи, односно реална економија. Фактите се овие што ви ги кажав. Ама при тоа морам да ви кажам дека во тој автопат се заштедија некаде околу 40-50 милиона евра при неговото градење во вториот дел. Тоа е многу важно, затоа што тие пари треба ги вратат граѓаните. Второ, во моментот кога видовме дека безбедносно, бидејќи знаете, се сеќавате, имаше еден господин на 80 години што таму удри во знак и така натаму, кој што неовластено влезе во автопатот. И сега има забелешки. Да, видете, на секој автопат има несреќи, на секој автопат може да има забелешки. Меѓутоа, тој автопат денеска е безбеден. И ние рековме додека не е безбеден, нема да го пуштиме и не бевме ориентирани и фокусирани на тоа да ние правиме прослава и церемонија. Зошто прославата или зошто свеченото отварање дојде месец дена после неговото пуштање, пошто видите, тој автопат е правен со кинески кредит, правен е со кинески подизведувачи и ние моравме малце да внимаваме и према кинеските партнери да и тие бидат спремни за отварање. Таму требаше нели покана, одобрение, значи малце требаше да помине време додека го организираме и практично датумот за отварање зависеше од усогласувањето со нив, а некога ние само сакаме да го отвориме. Сега имавме избор две работи да направиме. Или да почекаме уште месец дена кога они рекоа дека треба да се отвори, или пак да, а при тоа граѓаните да не возат, или да ги пуштиме кога ценевме дека е технички спремен автопатот да се вози, пошто тој автопат не е за отварањето, тој е за граѓаните. Отварањето е само една церемонија на прослава. За граѓаните и патот, автопатот кон Охрид, верувам дека си оделен така, таму градежни активности се на минимално ниво. И сега ќе објасниме зошто. Малце граѓани знаат, а конечно, еве сега можам да ја објавам таа информација, бидејќи дојде буквално вчера. Кредитот кој што беше земен од Ексим банка за градењето на автопатот Кичево-Охрид и Младиновци-Штип, бидејќи вие имате два договора. Едно е се договорите за градење со компанијата Синохидро, а второ е договорот од Ексим банка, кинеска, значи кинеската банка, која што ги дава средствата. Тој кредит беше истечен и истече на 15 јануари 2019 година. Значи, после 15 јануари 2019 година повеќе немаше средства за градење. Затоа и Миладиновци-Штип беше завршен до 15 јануари, практично со исплаќање. Беа само уште овие работи кои што ги се довршуваа после тоа и тоа со средства од државата. Иначе, практично немаше финансиски извор. Ние обновување на финансирањето, односно продолжување на финансирањето, побаравме уште во ноември месец, меѓутоа се до пред 2 дена не постоеше одговор од кинеската страна за продолжување на тој договор, за финансирање. Практично, активностите во Кичево-Охрид беа застанати не заради тоа што ние не сме организирали и не работевме, него немаше финансирање. Сега веќе има финансирање. Она што можам да ви кажам дека покрај финансирањето не беа решени и многу проблеми други, бидејќи Ексим банката, меѓу другото, продолжувањето на финансирањето го условуваше и со решавање на техничките проблеми. Пазете, ние зборуваме за ситуација, за автопат кој што е почнат да се гради многу одамна, 2 години пред оваа влада да дојде на власт, а ние кога зборуваме за продолжување на финансирањето на 15 јануари 2019 година, зборуваме за нерешени уште технички проблеми. Па еве, ако ние како влада не ја кажуваме вистината дека имало нерешени, да ги видите писмата од таму. Ние моравме се тоа да разрешиме. И вие знаете дека решивме. Значи, прво ги решивме, имаше многу работи кои што не беа предвидени во проектот. Да не ви кажам дека промашување во тунелите, промашување во косините, значи геомеханиката, непостоење на приклучни патишта од ниедно село, значи вие не можевте кога ќе трнете од Кичево до Охрид, не можете да испаднете никаде, на ниедна раскрсница. Не постоеше раскрсница во проектот. Тоа све требаше да се санира. Па да не ви зборувам за експроприации, за дислокации и така натаму. Тоа сега се решено. Јас очекувам едно многу интензивно градење, почнувајќи сега од крајот на јули месец, компаниите веќе се спремаат да продолжат, но многу е важно што сите дополнителни работи кои што произлегоа, значи, со решавање нели на овие технички проблеми, цените за тие дополнителни работи се намалија до толку да ако работевме со истите количини по цени што претходно беа, тој проект на крај ќе беше 90 милиона евра поскап. Сега
ги намаливме цените значително и се заштедуваат 90 милиона евра и ако ги додадете оние 40 милиона евра од Миладинов си штип, значи 130 милиона евра, што не се малце средства, мислам дека се заштедија со еден таков, да речеме, коректен, јас би рекол, и професионален пристап. Зошто се уште нема тендер за патот кон Косово? Од таа страна е завршен, кај нас дел е од парите од познани самите од Западен Балкан ги обезбедивте. Кога ќе почне работата? Сега ќе го објасниме и тоа. Видете, еден автопат, за да знаат сите гледачи... Бидејќи не е голема делница. Не, се разбира, сега ќе го објаснам. Значи, бидејќи, видете, секој проект кога се прави, се има фази на проектот. Зошто ние сме дошле во фаза Кичево Охрид сега да е со такви застои? Затоа што во проектот се влегува непрофесионално. Така е влезено во Кичево Охрид, така е градена кулата, не гледате кулата на водно, уште стои. Знаете зошто стои? Затоа што за бетонот има проект, за челикот нема проект. Пазете, нема проект. Не се прави така проект. Така јас никогаш не сум правил кога сум инвестирал приватно и нема така да правам ни за држава. Заради тоа што така не се прави, затоа што тоа нас крај го плаќаат граѓаните. Затоа што не би рекол дека тоа е партизански пристап у градењето. Еден проект се прави во следните фази. Прво се прави идеен проект. Идеен проект е линија каде ќе мине патот, ама тоа не е проект. Тоа е идеја каде ќе помине патот. После тоа се прават геомеханички истражувања. Значи треба да направите бушотини, да видите каде е земјата добра, каде може да се помине, каде не може да се помише. После тоа треба да се направи основен проект, значи да се испроектира автопатот. Значи кога викаме да се испроектира, самото проектирање трае 1 година. Без разлика дали е тоа 10 или 13 километра као во случајот за Блаце или е као за Кичево Охрид 60 километра. Тоа трае година дена. Тоа треба да се исцртаат детали, да се направи како што треба. Откако ќе направите детали, тогаш имате предмер персметка. И тогаш е тоа спремно за тендерирање. Во меѓувреме обезбедувате финансиски средства и издавате тендер, ама тој тендер веќе не може да ви изненади. Граѓаните ги интересира кога по автопат ќе одат во Косово. Сега ќе ви го до таму ќе дојдеме. Што имавме ние спремно за автопатот за Косово? Ништо. Идеја само, линија, каде ќе мине патот. Нити геослошки истражувања, нити основен проект. Па што треба да направиме? Да распишеме тендер за да направиме перцепција пред граѓаните дека го градиме и да направиме нов Кичево Охрид. Кој што после ќе видиме дека пола работи ги нема у проектот и после да видиме дека наместо да кошта X пари ќе кошта пута 2 од тоа. Затоа тоа не се прави така. И јас никогаш нема да бидам поборник на тоа да ние направиме перцепција, а да на крај тоа кошта поскапо. Затоа сега прво што направивме геомеханички истражувања. Сакате да ви кажам дека и од таа идеја, линија која што беше за тој пат пола минеше на места кај што не може да мине, низ гробишта, игралишта, цркви, села и така натаму. Некој стаил линија. Тоа мораше да се измени, геомеханички истражувања. После тоа се ангажираше во рамките на средство од West Balkan Investment Fund, тој од берлинскиот процес, да не сега ше широко објаснувам, средства за проектирање. Се ангажираше компанија Hill, америчка за проектирање. Значи, тие сега проектираат, значи се црта тоа. Сега веќе една фаза е исцртана и бидејќи сакаме да почнеме побрзо да го градиме, веќе ќе се тендерира сега тој дел што е веќе исцртан. Ама ќе се тендерира само тоа што сме сигурни дека е добро проектирано. И паралелно ќе продолжи остатокот да се проектира. Така се прави еден проект, ако сакате да го направите одговорно, а да при тоа на крај трошокот не варира повеќе од 5 до 10%, што е нормално еден проект. Ама ако вие влезете партизански, со половичен или импровизиран проект, без никакви истражувања, тогаш на крај проектите, да, перцепција се ствара дека се брзи, ама при тоа на крај тоа и подолго ќе трае, бидејќи ништо не е решено. Нема тој пократко да трае, пошто на крај за да го направите пак треба да го проектирате, само ќе правите една перцепција дека градите, а уствари на крај и подолго ќе трае и повеќе ќе кошта. Пред околу 1 месец новинарите беа на пресконференција ваша во владата, на дежаву пресконференција, повторно го најавите проектот Шебрен после 10 неуспешни тендери. Зошто сега нешто би било поинако? Значи, прво, ние не сме направиле досега ни еден тендер као оваа влада. Влада него претходно биле 9 тендери, 10 тендери. Еве ќе ви кажам зошто. Заради тоа што прво мислам дека концептот на тој тендер
на тие 10 тендери или 9 колку биле, не знам сега точно, кои што не успеале, ние ќе го измениме. Повторно ќе го работиме со IFC. IFC е делот за корпорейт, значи за стопанство од Светска банка. Меѓутоа, мислам дека ќе направиме измени кои што ќе бидат такви да тендерот биде и да ги заштити домашниот интерес, а и да биде атрактивен за инвеститорите. Тука треба знаење. Еве, јас го искористив сето мое знаење тоа да го направам. Тендерската документација ќе биде готова до крај на октомври. Таа ќе биде многу слична на тоа што и досега било, но мислам дека ќе биде поатрактивна за инвеститорите. При тоа мораме да земеме во предвид дека сега се изменети условите во нашата држава. Прво, државата е извесно станува членка на НАТО. Известни се датумот за преговори од октомври, еве голема е надежта дека тоа ќе се случи. И мислам дека веќе, бидејќи видите, кога инвестирате во енергетика, тоа не е трговска сделка, тоа не е тендер за 6 месеци или за 1 година. Такви тендери во било која држава секој сака да ги добие. Ама кога инвестирате во енергетика, тоа е проект што треба ви се врати следните 35 години и вие со него да стопанисувате 50-70 години. Тоа никој не го прави во нестабилна држава. Тоа никој не го прави во држава без иднина. За така голем период и таква голема инвестиција. Мислам дека со овие промени се створија услови да веќе и сериозните компании од Европа енергетски се интересираат за тој проект. И моите сознанија се, и она што јас го гледам од разговорите и состаноците што ги правиме, дека таков интерес има. Затоа, јас лично ценам дека проектот Чебрен со овој тендер, кој што прв ќе биде на оваа влада, без разлика на претходно 9 или 10 неуспешни, дека ќе биде успешен. Тендерската документација нова, што се менува? Се менува само малце концептот и се менува малце тендерските услови, за да станат поатрактивни и пазарно ориентирани, бидејќи во меѓувреме се промени и пазарот на електрична енергија. Тој стана многу полиберализиран, системските услуги станаа многу поважни, а Чебрен треба точно да дава системски услуги. Берзите се многу поактивни, заради тоа што претходно тоа скоро и не постоеше. Така да јас од тоа се причините зошто ние сега Чебрен го ориентираме повеќе пазарно, го ориентираме повеќе према системски услуги и вклучително имајќи го во предвид и стабилноста на државата, јас ценам дека овој пат ќе успее. Пазарот е либерализиран, најголем дел од домаќинствата се уште се во регулираниот дел. Како ќе ги заштитите од евентуален ценовен шок? Гледаме една година нема да има поскапување на струјата, кој ќе им гарантира на граѓаните после таа година? Има ли опасност? Еве вака. Значи, прво нема како ќе ги заштитиме, ние веќе ги заштитивме. Значи, видете, цената на берзите на електрична енергија порасна во овој период. Нашите граѓани тоа не го почувствуваа. Сакате да ви направам една паралела? Во претходните 8 години до 2015 година цената на електричната енергија порасна 60%. При тоа, Елем во 3 од тие 6 години правеше загуби. Една година 3 милиона евра, една година 14, мислам и 15 милиона евра загуба. А цената растеше. Сега 3 години цената е стабилна и фиксна. Во тие 3 години ја воведовме ефтината тарифа уште првата година. Значи, тоа е само импакт од 8 до 11 милиона евра на годишно ниво во джебовите на граѓаните, као бенефит на граѓаните, таа се повеќе се користи. А при тоа, Елем има во тој период акумулирана добивка од 43 милиона евра или ликвидни средства на сметка од 80 милиона евра. Ова се факти. И ова значи дека некој знае што прави во енергетиката. И дека некој знае какви политики ги прави. Како ние тоа долгорочно го обезбедивме? Го обезбедивме благодарение на добрата соработка со енергетска заедница, ги задоволивме тие критериуми таму, од друга страна, значи, го воведовме поимот на универзален снабдувач, што е прв пат во нашата држава, и тоа е, како да кажам, една категорија која што мислам дека беше доста заштитнички према граѓаните, а истовремено задоволувачки према европската регулатива, и тоа бара знаење за да го измислите како концепт, еве вака, ако не е нескромно да го кажам. Значи, при тоа, ние во Законот за енергетика ставивме дека Елем ќе дава минимум, значи минимум, 80%
од производството на елем првата година и така натаму во следните години. До некаде 10 години, значи тој процент ќе се намалува, што значи дека ние еден ден после 10 години ќе мора пазарот да го либерализираме и нашите граѓани ќе мора да бидат изложени на тој пазар како што се и сите граѓани во Европа и во регионот. Ама во меѓувреме ние очекуваме дека нашата економија ќе расте, платите ќе растат и многу е подобро да тоа го направиме, да ги изложиме на слободниот пазар по 10 години, кога очекуваме дека и стандардот во државата ќе порасне, отколку да ги изложиме веднаш сега, па сите ние да добиевме сметки 60-70% поскапи од тоа што во моментот го имаат. Јас мислам дека тоа нашите граѓани не можеа да го издржат. И мислам дека направивме еден концепт кој што е исклучително заштитнички према граѓаните, ама имајќи го во предвид состојбата во елем, не го уништуваме ни елем во тој дел. Зошто? Заради тоа што таму се намалија трошоците на работењето и тоа ние само го префрливме како бенефит кај граѓаните. Велите, потребно е знаење за енергетиката, бидејќи доаѓате ви од тој сектор, токму затоа и отровните стрели беа насочени кон вас во однос на тоа, на вашите фирми, на вашите бизниси. Според вас, успеавте ли во овој период доволно да создадете перцепција дека доволно сте оддалечени од вашите фирми, дека работите во интерес на граѓаните, а не, народски кажано, не се терате водата на ваша воденица? Тоа се секогаш обвинувањето за ваш конфликт на интерес. Така е, да. Значи, ајде прво да речам, ако мене ме прашате дека јас доаѓам од светот на енергетика, да, делумно. Ако ме прашате точно, ако јас треба да објаснам од кој свет доаѓам, ја доаѓам од светот на индустријата. Заради тоа што ако она што е кај мене најголемиот дел од стопанската активност што ја имав пред да бидам во влада, кај што сум сопственик, тоа се фабриките. Кои што, да речеме, нели, произведуваат метална индустрија, каде што има 1000 вработени. И тоа никој не го перцепира, каде што од фабрики кои што биле во стечај во 2003 година, предходно 9 години, денеска е еден од најголемите извозници, кој што стигнал до таму да прави камиони, да не кажам се каква се друга за енергетиката, затоа што имате сила, моќ, влијание, за да, доколку сакате, да ги менаџирате состојбите во ваш интерес. Да дојдам до таму. Сега прво дефинираме од која област доаѓам, нели? Значи, доаѓам од индустрија и енергетика. Енергетската компанија моја ја продадов потранспарентно него да продам приватна фирма, што не морав тоа да го направам, тоа е сепак, мислам да јавна фирма да продам, сепак е тоа приватна фирма, можев да ја продам како сакам. Но ја продадов транспарентно, јасно е на сите, и јас повеќе таму удел немам. Во сите проекти во енергетика повеќе не учествувам, иако, да бидам објективен, кога доаѓав во влада не ми беше таа идејата. Јас мислев дека моите компании ќе може не привилегирано, ама нормално да продолжат да работат, но со оглед на сензитивноста на јавноста, сватив дека не може ни нормално да продолжат да работат. Моите компании, соработката во државата што ја има, ја сведоа на нула. И тоа се гледа по билансите на компаниите. Тоа не е баш коректно према компаниите и вработените во компаниите, но јас реков, добро, ја сватив ситуацијата и соработката ја намалив. Сите дезинформации за некакви добиени тендери, јас можам само да ви кажам дека се смешни, но јас ако сега испадам после секоја пресконференција или после секое пишување по некој портал да демантирам, па јас само тоа треба и да го правам, но факт е дека моите компании во овој период имаа само еден добиен тендер во периодот од 2016 година, кој што го раскинав и не се исполни. Значи, јас кога станав вице-премиер го раскинав. И после това 36.000 мрежа заштитна за ограда преку Македонија пат, за која што и не знаев дека се случува. Пазете, 36.000 евра за компании што прават над 100 милиона евра промет. Ако некој мисли дека тоа е, како да кажеме, некаква злоупотреба, а не можете ни да знаете дека е. И не знам што се случило, имаше уште едно за некој кревет и медицински намештај од некои 7-8 милијади евра. Па еве, тоа е прометот, пазете, еве, колку може да биде профитот од тоа? 3-5 илјади евра? Видете, мислам дека некој ја искористи сензитивноста на населението наше да прави политички поени со тоа, да ја дезивуира јавноста, а вистината е ова. Ако некој има некаја друга вистина, јас го повикувам да ја каже. Во меѓувреме моите компании престанаа да работат комплетно во државата и јас тоа реков ќе го издржам, нема проблем. Бидејќи пак се тие углавно извозно ориентирани
Јас не учествував на ниеден тендер за енергетика, сега имаше тендер за хидроелектрани, не учествував. Моите се веќе изградени и доградени, она што беше последно, да речеме, во делот на како да кажам, сега имаше некои надписи од некои еколошки здруженија зошто се случувало, па напротив, јас немам, пошто моите се завршени, изградени се. Зборуваме сега за овие кои што допрва треба да се градат и тие се добро да се изградат. Сега има тендер за фотоволтаици на кои што се разбира јас нема да учествувам. Тендер за ветерници, мислам проекти за ветерници на кои што исто така нема да учествувам. Значи тоа е тоа. Практично мислам дека се злоупотреби сензитивноста на јавноста да се дадат еден голем дел на дезинформации, а факт и вистина е дека моите компании, освен овие 50.000 евра, како да кажам, и тоа го прават референти во компаниите, немојте да мислите дека газда го прави тоа во делот на големи компании, но после тоа јас им реков апсолутно нула и веќе гледате дека година и пол тоа е апсолутно нула. Докаде е постапката за тужбата од ОКТА, може државната ќе се достане полесно за 32 милиона евра? Да, значи видите, тука станува збор за една непријатна ситуација. Значи, ние имаме подпишано пред 2 децении, пред 20 години, државата подпишала во 1999 година, во мај месец, тоа затоа и помина сега, истече во 19 година, во мај месец, тој договор од 20 години, договор дека ја продава ОКТА, меѓутоа зима обврска дека ќе троши 500.000 тона мазут годишно и ако не троши толку мазут, за секој непотрошен тон треба да плати $27 по тон пенал према Хеленик Петролеум, односно значи мајката фирма на ОКТА. Каков е тој договор, оставам јавноста да суди, има институции, тие ќе судат, меѓутоа по основ на таа значи клаузула, нашата држава веќе еднаш била тужена и имало арбитражна постапка, бидејќи во договорот е ставено дека арбитражата во пари се надлежна за тој спор. Имало арбитражна постапка и во 2007 година, до 2007 била таа арбитражна постапка и после се исплатени парите, еднаш државата веќе била значи пенализирана со казна од 80 милиона евра, во која што основната казна била некаде 35-6 милиона евра, а другото биле трошоци, камати, адвокатски трошоци, арбитражни трошоци, други некои значи причини поради кои што се наплатени пари и државата де факто платила 40 милиона евра. И тоа е факт. Понатаму за периодот до кога важела таа тужба, значи платила државата за еден период од 99 година па до 2006 година или 5, не ме фаќате за збор. За периодот до кога таа тужба била, па до 2013 година кога ОКТА престанува да произведува, Хеленик Петролеум си бара ново оштетно побарување и тоа побарување е $32 милиона. Јас мислам дека да, тоа е сега во моментов на арбитража, јас не можам да предвидувам како тоа ќе заврши. Меѓутоа мислам дека имајќи ги во предвид сега како да кажам подобрените односи со Грција, имајќи ќе видиме новата влада како ќе има мислење, бидејќи сепак Хеленик Петролеум 66% е државно предпријатие, 33% е приватно предпријатие. Така да значи државата ќе има сериозно влијание во носењето на одлуките, но веќе ние отпочнавме еден процес на преговори. Јас, министерот за економија Крешник Бектеши, правните тимови и така натаму, и тие имаат добра волја да ова прашање се затвори со многу пониска цена од тие $32 милиона кои што они ги побаруваат. Јас сум оптимист дека ќе најдеме решение во кое што државата нема да плати баш $32 милиона, но факт е дека ние во тој период сме направиле таков договор и факт е дека ова што сега се случува е резултат на тој договор. Ајде да се вратиме уште малку на реалниот сектор. Ги слушате лелеците од компаниите, викаат не можеме да најдеме кадар, ги немаат потребните вештини. Во исто време заменик министерот за образование си дава оставка, вели тука нема некои поголеми промени направено. Како ќе се промени состојбата во една ваква констелација? Видете, тешко е решавањето на проблемите со образованието. Тешко е од повеќе аспекти. Еве ќе ви кажам кои се аспектите. Ние мораме искрено да проговориме у јавноста за таа работа. Заради тоа што мислам дека премногу викаме измени во образованието, ама не сме искрени во тој дел. Ама не сме искрени нити како политика, нити како граѓани. И еве ќе ви кажам во кој дел не сме искрени.
какви промени треба во образованието, треба од каде да произлезе, кои се реалните потреби на економијата, односно на пазарот. Од тие образованието е за луѓе да се запослат, така? А за да се запослат треба видиме што се бара таму. Можам да ви кажам една анализа која што е многу интересна и ја имам кажано неколку пати, али не е лошо да ги повториме некои елементарни бројки само. Во моментов невработеноста падна на 17,8%. Се вработија 50.000 луѓе во овој период од 2 години. Беше 22%, 22,1%. И тоа е факт, тоа не може никој да го негира. Да, меѓутоа, од тие 170... Не е солување, ја ви кажувам ново запослени луѓе. Луѓе кои што имаат М1, М2 образец у Агенција за вработување. Бидејќи да, некои луѓе се иселуваат, ама други завршуваат образование. Значи не е тоа дека 50.000 се намалила невработеност и се иселиле луѓето, не, јас обратно ви зборувам. Дека 50.000 луѓе де факто се запослиле. Не дека не се иселиле некои се иселиле. Ама ако имало број на вработени во државата X, сега тоа е X плюс 50.000. Тоа е факт. Не го мериме ние невработеноста, не се мери колку се иселиле, пошто ние не знаеме колку се иселиле, ќе го видиме тоа на пописот сега. Така да мислам тоа е уште една дезинформација или како да кажеме едно дефокусирање на јавноста со лажни информации. За жал, знаете, ние многу економијата ја ставивме во дневна политика, во дневно-политички пресметки. Јас цело време се обидувам да ја тргнам од дневната политика и да не ја баш така разговарам. И гледате, јас не разговарам така, и за лошите работи викам, да, лоши се. Сега да дојдам до образованието, до темата што ја зборам. Од овие сега што остана од прилика околу 150.000 невработени, ако направите анкета, има направена анкета, значи 50% се над 42 години. Не, извинете, 42% се над 50 години. Значи, тие луѓе се луѓе кои што некои од нив се навистина невработени, значи останати технолошки вишок, неснајдени и така, ама дел од нив се и во делот на сивата економија. Ние сите треба да бидеме искрени, значи луѓето што ги ангажираме да рисуваат дома, да редат плочки, да не знам одржуваат градини, па и таксистите, ја не гледам дека некој им дава фактура па фискална сметка. Значи овие луѓе, значи направиле некаде 15 години стаж и сега нешто доработуваат и чекаат старосна граница од 64 години. Тоа е пак слабост на државата, треба да ги детектира, ама ако ги детектирате, ќе нарушите социјалната компонента, така? Значи пак е политизирање. Значи да се вратам сега назад, а пак 50% од нив, од тие 150.000 луѓе незапослени, значи се со основно образование или без образование. И тоа е проблемот. А од друга страна, пак у моментов, компаниите не можат да најдат вработени. Зошто? Односно работници. Затоа што тоа што нив им треба овде го нема. Направена анализа само на некаде околу 3000 компании во државата над 7 вработени. Тоа не се сите компании, пазете, само 3100 мислам беа. Од нив 1811 се сеќавам на бројката компании, во моментот би запослиле 18.000 луѓе. Значи, пазете, од вкупното 150.060 невработени, 18.000 веднаш би се решиле. Ама доколку може да најдат тоа што им треба. А што им треба? Им треба од високообразовните струки инженери, машински, електро, информатичар, технолог, металург и така натаму. Од средното училиште им треба пак технички струки, а од занаетите им треба возач на моторно возило, ракувач на градежна машина, му треба пекар, плочкар, бравар, заварувач, оператор на CNC машина. Кога ќе видите овдека на списокот на невработени, такви нема. Што значи ние сега што треба, како да го решаваме проблемов со образованието? Прво образованието треба да го прилагодиме на ова што треба да овде треба, така? Ама кажете ми како вие младите луѓе да ги натерате да се запишат на технички факултети кога таму постои еден баук дека тоа се тешки факултети. И таму гледате машински факултети, два има у држава. Ке се мотивираат со повисоки плати. Тоа е сега. Они има и повисоки плати, ама ние паралелно сме отвориле, знаете, ние сме единствена држава каде што имаме 153 средни училишта и 196 факултета, кои што ние сега ги затвараме полека. Ама не можете да ги затворите преку ноќ. Зошто не можете да ги затворите преку ноќ? Заради тоа што некој на тие луѓе им дал лиценци. Пазете, еве, вие сте инвеститор во универзитет. Сте изградиле зграда, државата ви дала лиценца, сте ангажирале професори, сте направиле договори со професори, и јас сега идам преку ноќ и ви викам, ви го укинувам факултетот. Вие што ќе направите? Ќе ме тужите.
ќе речете јас сум имал лиценца за 10 години, јас сум инвестирал, да, вие може да ме затворите, ама треба ми ја платите штетата што настанала. Кој ќе ја плати таа штета? Па граѓаните. Значи ние тој процес мораме полека да го си минјаме кон реалност. Не можеме преку ноќ да затвориме. Она што преку ноќ го направивме, ако мене ме прашате, јас сум професор на машински факултет, јас сум машински инженер по вокација. Значи, ако ме прашате мене, значи преку ноќ ги затворивме сите факултети што беа дисперзирани, а нелогични студии, кои што имаше по 2-3 студенти, кои што беше чист популизам, ништо друго. Тоа е во делот на високото образование. Значи, мораме да ги подигнеме критериумите и полека да ги затвараме, ја би ги рекол, комерцијалните факултети, кои што делат диплома на плаќање. Од друга страна, значи, мораме да го дигнеме капацитетот на техничките универзитети и тоа го правиме. Во делот на средното училиште, што правиме ние? Правиме гимназиски паралелки. Тие гимназиски паралелки после генерираат само за општествените науки во главно. Средното стручно училиште го запоставив. Сега тоа го воведовме од септември оваа година, го правиме. И она што е најважно, требаат луѓе со струка. Требаат луѓе, значи, кои што имаат струка, ЦНЦ, значи, оператор на ЦНЦ машина, бравар, ракувач на градежна машина. Видите, нашите деца... Недостигот од квалитетна работна сила беше причината зашто Volkswagen ја одмина земјава. Ама не само Македонија, и Србија. Веројатно Турција ќе заврши, да. Само тоа или не ги препознае вашите политики во делот на странските инвестиции? Видете, они бараа 9000 техничари во моментот. Значи, они во моментот бараат 9000 техничари. Ќе одат таму каде што ќе најдат 9000 стручни луѓе. Тоа и Србија не можеше да им го понуди. И на крај, веројатно, ќе завршат у Турција, ако некаде прават. Они истражуваа, уште немаат одлука донесена. Значи, не можеше ни Србија, ни Бугарија, ни Македонија, никој. Затоа што они викаат, да, нас ние ќе направиме фабрика, ама нас утре ни требат 9000 бравари, техничари, оператори за ЦНЦ машина, инженери. Тоа треба во фабрика. Во фабрика требат 3 правници и 5 економисти, друго требат инженери и технички луѓе. Значи, да се вратам на зошто викам не сме искрени. Значи, прво, ние треба ова да го сватиме. Ама ајде сега да бидеме до крај искрени. Што е, значи, треба дуално образование. Еве го воведуваме. Го воведовме сега во повеќе градови, го воведовме во повеќе паралелки. Сега брзо ќе стапиме, значи, со програма како дуалното образование се прилагоди на македонски потреби. Тоа се прави кај мене у кабинет, у соработка со министерот за образование и со министерката за труд и социјална политика. Ама ајде да го поставиме прашањето. Дали македонските родители се спремни своите деца да ги пратат во дуално образование? А логика има. Денеска вие немате оператор на ЦНЦ машина под 30.000 нето плата. Немате ракувач на градежна машина под 30.000 нето плата. Ќе ви избега. Заварувач немате под 30.000 нето плата. А при тоа, младите луѓе одат да учат, не знам, менеджмент и почнуваат со почетна плата од 20.000 денара. Вице-премиерот, во интерес на времето... Значи, само ова дозволете ми, многу е важно. Ќе ве молам една минута. Мислам дека и ние како општество треба да го смениме менталитетот, бидејќи кога јас седам со мои пријатели на поголеми собири и прашувам кој од вашите деца ќе го пуштите во дуално образование. Еве економска логика има. Тој ќе почне да заработува уште од 16 години, на 18 години ќе биде свој човек, уместо да на 24 години биде невработен и да после тоа нема известна иднина. Ние треба да си го поставиме сите прашањето дали сме спремни да нашите деца ги пуштиме во тој систем или уште ќе бидеме со социјалистичкиот менталитет дека моето дете мора да биде адвокат, доктор, директор и така натаму. Кога ќе го и тоа е прашањето од општиот ментален склоп на заедницата. Еве јас ќе оставам одговорот да го дадат сите. За крај уште едно прашање, Кусо. Повеќе пати споменавте 30.000, 500 евра беше ветувањето за просечна плата, последните податоци на статистика се за 24.785. Тоа ќе го ставам во корелација со потрошувачката кошница, 33.000 денари. Ви сугерирали ова дека граѓаните не живеат добро во земјата? Видете, ако е потрошувачка, значи викаме платата расте 6% годишно. Факт е дека ние денеска сме дојдени до 426 евра просечна плата. Тоа е денеска просечната плата во Република Северна Македонија. 426 евра. Оваа влада рече дека до крајот на нејзиниот мандат, кој што треба да заврши крајот на следната година, значи ќе стигне до 500 евра, односно 30.000 денара просечна плата беше ветувањето. Тоа е нешто малце под 500 евра. Јас сум оптимист, бидејќи во моментот се спремаат одредени чекори и политики, кои што и премиерот ги најави де факто, дека ќе се направи
одредена интервенција за да се стимулираат работодавците да ги покачуваат платите. Бидејќи, видете, ние се соочуваме со, како да кажам, бела смрт. Значи, нашите луѓе одат. Нашите луѓе ќе си одат од државата се додека, бидејќи вие во 21 век, во ова време на дигитализација, не можете никога да задржите тука со сила. И не треба да задржите. Не е тоа суштината на демократијата, вие со сила да ги задржите. Вие можете да ги задржите само ако им дадете подобра иднина, подобри услови, повисока плата и така натаму. Значи, ние мораме некако да направиме да компаниите ги подигнат платите. Не е тоа само законот за минимална плата. Бидејќи од друга страна пак нашите компании лесно можеме да ги натераме да ги дигнат платите, ама долгорочно да пропаднат, па и тие луѓе што се запослени ако тоа не може да го издржат на светот на конкуренцијата. Затоа вие морате да го растете паралелно и капацитетот на компаниите, за да може они да бидат поконкурентни и попродуктивни, за да ги растат и платите. А при тоа, ако може државата да им помогне во некој дел, и премиерот најави, значи, фиксирање на придонесите, за да така државата ништо нема да изгуби, значи, вие ако сте зимале, например, плата од 500 евра, и на таа плата од 500 евра сте плаќале придонеси колку што треба, 40% се придонесите, значи, во тој случај, вие и понатаму работодавецот ќе продолжи да ги плаќа тие придонеси, а ви дозволуваме да ја качите нето платата, да платите само персонален данок, 11, односно 10%, зависи од која страна гледате. Значи, тоа ќе биде една од мерките, како да не влијаеме врз буџетот, да го намалиме, а од друга страна да направиме да се подигнат платите, а при тоа ние како држава може само да ги надокнадиме, значи, стапките во фондот, бидејќи пак овие луѓе што ќе земат поголеми плати, утре треба да земат и поголеми пензии. Во фондот имаше обвинување за дупка од 18 милиона што се префрлале. Тоа беше друга ситуација. Тоа беше ситуација каде што не се префрлале, не дека се префрлале, дека не се префрлале. Ама се префрлалат од буџетот. Сега. Па некој мора да ја пополни таа дупка, така. Значи ние треба да видиме која направила некој, која некој треба да одговара за тоа. Тоа се, видете, да не ги мешаме работите. Позицијата вице-премиер за економија не е истражен орган, не е инспекторат, не е обвинителство, не е суд. Не е мојата позиција јас да бидам инспектор и да судам, или да бидам обвинител. Јас тоа, гледате, не го правам. Јас, гледате, не знам во моите излагања дека не споминјам имиња, обвинувања. Јас кажувам реални економии. Мојата задача е да креирам економски политики. Мојата задача е да контролирам економски проекти. И тука да се ги разграничиме ингеренциите, затоа што иначе ако почне секој да прави се, ќе заличиме малце на султанат, така? Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас на поканата. Почитуване, тука е крајот на ово издание на И што, сега останете со јавниот сервис. Пријатна вечер.